И традиција кај нас на 2 јануари, кај мене да биде гостин професор доктор Зоран Крстевски. Говориме за астрологијата, филозофијата на животот, како 2026 без разлика во кој хороскопски знак сме да биде наша година. Професоре, нека ви е среќна новата година, да сте ми здрав и жив. Благодарам, Елена, среќна нова година и за вас, само убавини, хармонија, позитивна вибрација, бидејќи тоа ни недостига. 2025 година не беше воопшто лесна. Пиеме кафе заедно со нашите гледачи и си коментираме. Верувам дека многумина едва го чекаа вашето гостување. Годинава одлучивме да напоменете нешто што е многу важно и што, ете, според вас ќе биде во знакот на буквата П, па ќе почнеме од таму. Прво ќе ми кажете зошто во знакот на буквата П и понатаму ви оставам да ни кажете како и на кој начин буквата П ќе влијае на нас. Па затоа што прво нумеролошки ова е година на бројот 1. Претходната година беше на бројот 9, а 9 е врзан со крај на некој циклус, со изумирање на некој нешта, со некоја внатрешна трансформација, се болка и страдање. А 1 е почеток, иницијатива, страст, волја, дух, победа. Значи, но пред се почеток. Значи, буквата П секојаш асоцира на некој почеток, на промени, на програмирање и така натака. И сега гледате, не е само тоа, и Меркур настапува, ова е година на Меркур. А Меркур е знаење, и информација, себеспознание. Плюс, влегуваме според кинеската астрологија во годината на огнениот коњ. А коњот е исто трчање, волја, дух, решителност, страст, будење и ред аспекти. Што значи, мора да итаме кон промените. И сега гледайте, кои се клучните аспекти за оваа година, кои секој треба да си ги размисли. Обично, од психолошка гледна точка, добро да размисли со почетокот на новата година, но космички, соларно, со почетокот на неговиот роден ден. Со почетокот на неговиот роден ден, он си проектира, например, 4 категории кои би сакал да ги оствари во наредната соларна година. Но сепак, од психолошка гледна точка, кои се најклучните категории? Првата е прифаќање. Што гледате, некои нешто се случија. Може би не беа убави во 2025, може би не били убави во животот. Ние не можеме да влијаеме на минатото. Ние можеме само да го прифатиме она што не можеме да го промениме. Затоа првиот аспект, прифати се себе си, прифати го тоа што поминало, работи на собствената личност, бидејќи многу е клучно да бидеш ослободен, да бидеш прочистен. Второто е присуство. Колку сме ние присутни во нашето живење? Дали сме ние присутни во себе си, во нашето битие? Дали ние се запоставуваме себе си? Дали сме ние присутни, ја следиме мисијава или нешто друго ни е на памет? Дали сме присутни во односот со партнерот? Дали сме присутни во било кој сегмент од животот? Значи, мора да размислуваме за присуството. Но главното присуство е присуство во себе си. Третата категорија е пуштање. Дали ги држаме премногу работите у себе си? Емоционално се преоптоваруваме. Сето тоа ни создава тело на болка. Не учиме да ги пуштиме, односно да се прочистиме, односно да се одврземе. Главното е одврзи се, пушти ги работите. Ама некој не ти одговара, ама тука е околу тебе, ама никако да се средат состојбите. Пушти го. Пушти се себе си. Биди одврзан, биди со духот кон она што треба да ти создаде четврта категорија, а тоа е промени. Значи промените се нужно потребни, бидејќи во животот се тече, се менува, само две работи остануваат вечни. Првото е промените, второто е проблемите. Не може никој да избега од проблемите. Секој се соочува со промените. Старееме, може би созреваме, може би некои други нешта доживуваме. Едноставно промените се околу нас. Дај да ги опфатиме позитивните промени, како нив да ги хармонизираме, како да пронајдеме нешто што ќе не поттикне. Затоа петата категорија е програмирање. Како да се програмираме, ама со позитивното. А гледаме Елена Насител, гледаме убави нешта, создаваме убав дух. Се програмираме со нешто нас ни создава позитивни навики. Нели, го програмирам умот и е цела една книга напишав за тоа, како што помалку да бидеме под удар на стрес и анксиозност. Тоа програмирање цела тематика, но шестата категорија е исто така многу битна. Таа е позитивна енергија. Дали во нашето живење ние сме опфатени со негативни вибрации? Лоши вести, лоши состојби, нешто ни се случило, даваме премногу значење на навредата, сето така го држиме во себе си. И едноставно нема позитивната енергија. И гледате, јас напишав цела книга Будење на позитивната енергија.
ако поттик за 2026 година и општо за животот, како ние таа позитивна енергија да ја пронајдеме во себе си. И тука се многу битни аспектите на пронаоѓање на смислата. Значи, уште една категорија. Гледа, интерес да ја побарам смислата е добро, но не е доволно. Суштински ја пронајдам смислата. Че денеска луѓето се изгубиат бидејќи живеат во некоја апсурдна ситуација. Каде е смислата, премногу отуѓени, чувство на осаменост, иако се обкружени со луѓе и не се хармонизираат себе си. Тук размислувај каде ја пронаоѓа смислата, мисијата. Децата, семејството, работата, љубовта, успехот, позитивниот миг и всушност позитивниот миг е најклучен. И сето тоа треба нас сега да не мотивира како ние да пронајдеме една врвна категорија. А тоа е, нели, покрај присуството да бидеме во себе си, покрај промената, покрај новото позитивно програмирање, покрај пуштањето на нештата, ние треба да сватиме дека некои работи треба да бидат поврзани со препознавањето. Таа е клучната и последната. Значи препознавање. Гледате, препознам вистински партнер, препознам вистински момент за действување, се препознавам себе си, не се плашам од себе си и живеам со она што ние треба да го видиме со отворени очи, а не со замаглени очи и со илузии кои ни ги наметнува јавноста, надворешниот фактор, понекогаш блиските кои само се жалат, критички настапуваат и да се ослободиме од законот на отпорот и негацијата. Да почнеме кон законот на креативност и позитивната вибрација. И затоа препознавање. Препознај се себе си, препознај ги позитивните моменти, препознај го над звездите што ќе ти го отворат. И ја мислам дека има шанси за напредок. Сега, како што ги споменавме овие работи на буквата П, многу важни работи, ќе ни кажете и како според астролошкиот знак, според поставеноста на планетите, треба да ги применуваме овие важни П моменти. Така е. Секој зодиачки знак, секој од овие елементи може да си ги спроведува, ама сега да не претера, мора да даде приоритети. Значи, гледате, се сме на буквата П. Значи, победа, а не пораз. Да. Пробуденост, а не заспана со илузија. И сега гледате овенот, например, ќе почнам со него, иако треба малку да ги измешам, знаците стално со овенот почнуваме, а за рибите нема време. Но за него Сатурн влегува во зодијачкиот знак. Негде околу 14 февруари 2026 година, после 29-30 години Сатурн влегува. Што од него бара? Прво, да се препознае себе си, да смири енергијата, да не ита со импулсивност, со афективност, да се најде себе си и пред се да ја гради личноста со тоа што можеби ќе има многу повисоки одговорности. Некои работи нема да бидат лесни. Сатурн, еве, например, 2,5 години беше кај рибите. И рибите не поминаа најсејно со тој Сатурн. Зашто Сатурн е учителот, ги им наметнува на луѓето онаму кај што се слабостите да се соочат со тежината. Но тоа не е лоша работа. Да. Затоа што согледувајќи тежината, ти можеш да разрешиш. Ако тежината стои негде под тепих или те притиска, а не ја гледаш, тај ден може да избие на површина и да те измести. Значи, кај рибите беше клучно да се ослободам од емоционален јад, немир, фрустрација, товар. Кај овните е битно да не ги натрупам проблемите, да не ми дојдат изненадно, туку да работам на прочистување. Затоа за него е многу битно прво да прифати дека некои работи што се случиле, да ги ослободи, да ги пушти, да се програмира со новата енергија, сериозност, одговорност, смиреност, тактика, да има страст, бидејќи годината на огнениот конј ќе му пробуди страст на овенот, но таа страст да не биде онаа ниска страст, туку онаа креативна, творечка страст. И во тој поглед он да работи на новиот дух. Ако не работи на себе си, Сатурн ќе му наметне тежини. Со тоа што на почетокот негде до средината на април, тоа ќе биде под удар кај овните од првата декада, а потоа овие други во втората декада. Но начелно овенот има шанса да создаде нова сила, нов дух. А кај рибите да имаме пуштање, ослободување. Затоа што па рибите нели емоционално премногу влегуваат во себе и се ранливи, кои носат цел товар на блиските, премногу се емпатични, им се натрупуваат разни влијанија и енергии, ги истрошуваат и овие немаат време за себе си. Ајде бидејќи ги мешаме, рибите на која буква, поточно на кој дел од буквата па треба да се посветат и каква за нив ќе биде годината со оглед на тоа дека Сатурн излегува конечно од нивниот знак? Па тие се знак на интуицијата и они мора да идат кон препознавање. Значи гледате, они идеализираат. Они сметаат сите се добри, ајде ќе бидеме тука, ќе помагаме и се трошат себе си, видите на некој начин и се даваат на лица кои не ги заслужуваат. Затоа ни треба да препознаваат. Препознавање со кого си имам работа, препознавање на сам себе са моите потенцијали и вредности.
А кој обено рековме, главниот аспект е новото програмирање, па и пуштање на нештото. Значи рибите имаат шанси да се подобрат, но не дека не трчаат, нека не брзаат, затоа што Уран ќе влезе во знакот на близнаци. Автоматски Уран може малку да ги измести, посебно рибите првата декада. Што значи? Стремеш кон препознавање, но без премногу ризици. Заштита на самите себе си. И еве ајка и близнаците веќе кога се. Значи, после 84 години Уран влега во тој зодијачки знак. Тоа не е мала работа. Еве го, од мај ќе биде суштински во тој зодијачки знак. Уран е планета на промени, владее со Водолија. Кај Водолија нема линија, секојаш има подеми и падови. Уран, шоме во близнаците, нив им создава нов дух, нова енергија, нова визија, нов, би рекол, може би подобрен физички изглед, но најклучното е они да имаат позитивна енергија. Зашто гледате, Уран создава фокус кон енергијата. Енергијата може биде позитивна, може биде негативна. Близнаците ја бираат позитивната енергија. Позитивната енергија, информација, патување, комуникација, однос со другите, промена на себе, младешки изглед, младешки дух, учење нови работи, учење странски јазици, поврзано со другите и еве интересна година за близнаците. Значи очигледно ќе им биде нивна година според вашите кажувања. Затоа што Елена и Сатурн ќе ги ослободи од притисокот кој им го правеше 2,5 години додека беше во Риби. Сатурн додека беше во Риби ги нападна близнаците и стрелците на првото место, рибите на третото место. Значи, најголеми прои девиците индиректно ги нападна. Сега ќе поставам малку и воздух да земете. Ние тука сите кога доаѓа Зоки, прашуваме кој каква година. Еве ни замина дури и нутриционистот Сашко Дрвашански. Ајде да и за него за бик слушнеме како и меѓу другото за биковите, дали ќе им бидат наклонети планетите. Па зашто да не им бидат, бидејќи прво еве го тој Уран кој беше 7 години во бик, сега ќе си оди во близнаци. Значи замислете Уран да го имате во бик цело време, а Уран е непредвидливиот, нема линија. Од таа гледна точка биковите беа под еден притисок. Тие пред 7 години нешто ги испоплеткале работите, нешто испогрешиле, нешто не се препознале, негде се излажале во преценката, некаде ризикувале, некаде не биле внимателни на моралот на вредноста, па им се случиле товари кои може да ги следат во еден циклус од 7 години. Да. Не цело време, ама им направиле некои пропусти. Се овие треба да се соочат што направивме, што беше, зашто беше, дај да се соочам со себе си, дај да ги рачистам работите, дај да се прочистам, дај да се прифатам, дај да продолжам. Каде кон промените? Значи кај нив е клучниот аспект промени, кај близнаците е промени. Значи како сега бикови да направат промена и како да се подобрат себе си, затоа што товарот не беше лесен, 7 години да трпиш притисоци на сам себе, понекогаш грижа на совет, чувство на вина, себе изместување и така натака, но главно е што идат кон промените и треба да бидат на подобро. Одиме сега бидејќи за близнаците и кажавме нешто, јас гледам дека ми кажуваат ни лета времето, уште 5 минути имаме. Ајде сега да се осврнеме на раковите. Кај раковите мора да дадам една позитивна оценка. И Елена ми рече, што е ова со раковите? Ми кажа и минатата година раковите. Секоја нивна година. Ама ја прашав која декада. Значи сега се раковите од третата декада. Значи некои кои што биле од првата и втората декада, Јупитер не стигнал суштински кај нив. Сега Јупитер е во рак, ама он полека оди од втората кон третата декада. Односно третата декада те се оние крајните ракови. Тие имаат среќата. Тие имаат до 1 јули. Убаво. Затоа што првпат по 12 години Јупитер е во нивниот зодијачки знак. Од 1 јули Јупитер влегува во Лав, ама потоа ќе го кажам. Значи додека е во знакот на рак, ракови треба да се ослободат. Тензија, притисок, напнатот и тие треба да пуштаат. Ракот е како охлопот. Емоционална наврада, емоционална повреда, емоционални состојби, сентименталност, врзаност за другите, затоа и треба да пуштаат, да се одврзат. И да отат малку да итаат похрабро, подинамично, поиницијативно, да преземат одговорност, да видат кај се емоционалното поле. Нели раковите имаат Едипов комплекс, па да не се врзуваат дали мајката толку многу, дали некоја женска личност па се преобседнати, преоптоварени. Чи пуштање. Важно, Јупитер е таму, шансите се големи, како и за лавовите. Што се случува со лавовите? Лавовите може у топ 3 ќе ги ставам за 2026 година. Браво. Затоа што прво Јупитер влегува после 12 години кај нив, ама од летните месеци, 1 јули. Второ, Сатурн во Овен е одличен за лавови и за стрелци. Значи и стрелците тука ќе имаат среќа. И стрелците овдека веќе им се отвара, конечно, фала Богу, што ќе се ослободат од притисоци од Сатурн.
Стрелците беа под сериозен удар, но веќе имаат големи шанси. Не века и лавовите кога сме. Тие се знак на самодоверба, на сјаење, на харизма, на необичност, на дух, на борбеност, на страст, на волја и што ти не знанив да кажеме? Зашто јас сум лав. Но без разлика, тие имаат одлични предиспозиции. Тоа подразбира дека прво да видат со недвижности, да видат некои состојби кои не биле функционални, а им создале трошење на енергија, да се ослободат од тоа и кај нив и кај другите зодиачки знаци, 4 нови категории ќе ги кажам, бидејќи Јупитер во лав тоа ќе го донесе, особено од летните месеци. Прво е како го менаџираме времето, колку и како имаме однос кон душата, колку и како ја бараме, ја потикнуваме позитивната енергија и со какви информации се храниме и какви информации искажуваме. Значи, ова е за лавовите и воопшто за другите. Важно, лавовите се едни од најдобрите, стрелците исто така. Они влегуваат у категорија на позитивни можности. Кај ни Уран доаѓа у 7-то поле, поле на партнерство. Некој необично партнерство, необичен однос, необични состојби, можеби повеќе независност, можеби повеќе слобода во животот. Она што го сакаат стрелците во суштина. Патување, така е. Па стрелецот е филозофски ум, тој не сака да се ограничува. Тој сака да действува. Така што шансите се големи кај него. Рековте девицата не било лесно минатава година. Не беше лесно затоа што прво тој Сатурн во Риби сериозно ги оптовари. Плюс девиците не трчаат многу, не брзаат, преиспитуваат, анализираат. Знаете, 2025 не беше лесна година. Емоционални болки, тешкоти, колективни состојби кои не беа добри, трагични моменти и девиците тоа им се влепува. Тие се природно да внимавам да преиспитам, да не се истрчам и живеат со некој страв. Чи мора да се ослободат. Но од другата страна, девиците од третата декада мора да действуваат до крајот на април, негде почеток на мај, додека е Уран во знакот на бик. Значи, сепак девиците се имаат некоја шанса, Сатурн ги ослободува веќе конечно околу 14 февруари и ние ги ставаме во погорните категории. И гледате што е најинтересното. Меркур владее во оваа година, а тоа значи дека во преден план испаѓаат девиците и близнаците. Зашто Меркур владее со овие два зодиачки знаци. Комуникација, однос, патување, пишување, документи, договори, односи, состојби, брзина, мисли, се ова и кај девици и кај близнаци. Ајде со душа чекам вага. Вагата е најшармантниот, би рекол, бабиот зодиачки знак и меѓу другото ориентиран кон љубовта и кон хармонијата. Значи, кај вагата ништо не и давај, само немој да ја одземеш хармонијата, мирот, рамнотежата, балансот. Што значи таа хармонија, баланс, ќе почне да се буди и да ита кон некои повисоки вредности. Зашто? Гледате сега колку интересно. Уран во бик не беше нешто идеален за вагите. Но Уран во близнаци, кој сега настапува од крајот на април, влегува во првата декада кон вагите, им создава големо будење, трансформација, страст, волја, позитивна енергија и пред се ново програмирање на умот. Значи, вагите добиваат огромна шанса преку Уран. Че ќе живнеме, професоре. Па сигурно. 2026. Да. Со тоа што некои преиспитување во некои односи ќе треба да направат, нешто да ослободат, да и чистат, да се трансформираат во тој поглед и таат напред кон позитивните вредности. Што е со скорпиите? Скорпиите се харизматичен, необичен зодиачки знак, многу чуваат нешта во себе си. Тие имаат работа со емоционалниот отров. Тој може да оди како гуштер, па кон себе, па да се разнебитуваат. Може да ита кон другите да бидат како змијата, па да бидат опасни. Но може да станат духовно еволуирани скорпии, орел, кој се подига и кој создава нова околност. Така и ќе биде. Значи да не размислуваат за гуштери и змии, туку за орли. Да се искачат над нештата, да ги победат, да ги надминат, да ги ослободат, бидејќи на крајот и тој Уран и нив ги ослободува, им дава многу подобра шанса. Затоа со Јупитер во знакот на Рак сега некаде до 1 јули скорпиите од третата декада. Тие се во преден план, тие треба да бидат во партнерски односи, новороденче, семејни вредности, подобрување на состојбите со блиските, будење на својата енергија, трансформација и ред аспекти кои треба да бидат многу интересни за нив. И професор ни остануваат за јарецот, да кажеме нешто, и може би уште малку за водолијата. Так. Мислам дека најмалку ги застапивме. Јарецот е добар зодиачки знак, иако не е атрактивен зодиачки знак. Но многу упорен, стабилен, сериозен, методичен. Нема изненадувања, треба нештото да бидат опипливи.
Тоа што го поседувам, тоа го изразувам. Тоа што можам да постигнам, кон тоа се насочувам. Значи практичен однос кон животот. Некаде до мај и така треба да продолжи. Значи шансите за јарецот се напредување кон сам себе, финансии, недвижности, тоа е многу битно кај нив, финансиската подлога да им биде добре стабилна, што значи тоа може да го остварат оваа година. Сатурн во знакот на Овен не е толку лесен за јарците. Значи, гледате, Сатурн во Овен малку ќе создаде притисок кон ракот индиректно, кон јарецот суштински. Но другата страна Уран ги помага и јарецот издржлив, упорен, стабилен, само не треба да избрзува. Само треба да е трпелив и добро да ги процени силите и околностите. Во љубовта, во финансиите, во работата. Значи, умот да работи, не чувствата. А Водолијата? Таму чувството да работат, таму волјата да работи, таму промената да работи, таму новиот програм да работи. Уран, рековме, влегува у Близнаци, најдобар за Вага и за Водолија. Потенцијално Уран треба да ги помогне Овните, треба да ги помогне Лавовите и сето тоа да излезе на површина како една голема трансформација. Значи Водолија оди напред, таа не се оптоварува со минатото, јарецот е преобседнат со минатото, Водолијата создава нови мостови, гради нови мостови, Водолијата и да падне станува, Водолијата има дух на оригиналност, на прогресивност и сака луѓето, сака да помага, посебно ако е урановската Водолија, да што има една сатурновска потешка. И таа со таа нова енергија, нов дух, нова борбеност, ќе го пречека Јупитер во Лав. Кој ќе го пречека, тогаш љубовта, партнерството, врвните нешта на тој план ќе избијат на површината. Така што јас мислам дека 2026 година поинтересна ќе биде од 2025. Само рековме, мора да се практикуваат овие 8П, за кои може и да прочитаат во мојата книга Будење на позитивната енергија и тоа да им создаде една нова енергија, нов дух, една нова, рекол, состојба на личноста, затоа што сепак се зависи од нашиот пристап кон самите себе си и од изборот на енергијата со која сакаме да се окупираме. Нашиот избор е позитивната енергија, хармонијата и убавината. Професоре, задоволство ми е секоја година што ја почнуваме со вас на Сител, да ни внесете еве вака и позитивна енергија, да не насочите кон позитивните работи во животот и се надевам дека сите благодарение на вашите совети ќе доживееме просперитет. Јас кажав 3П од вашите уста. Кои се вашите 3П? Па реков, просперитет ќе ни внесете, позитивна енергија со гостувањето и на тој начин убав почеток да имаме сите. Така е, супер избор и јас гледате намерно дојдов со оваа кошула која навидум е црна, ама со бели точки. Колку животот да е темен, колку нештата да не били убави, колку и да бе сме били офатени со болки и страдање, секаде има некоја светлина на духот, има некоја шанса. Не го гледај она што било затемнато, барај го она што е осветлено. Она што е осветлено ќе ти го покаже патот кон самиот себе си, кон хармонизацијата и кон среќата на постоењето. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам.